Забрана за настапи на пејачи, музички групи, диџеи низ кафулињата и угостителските објекти кои послужуваат храна и пијалоци. Ова е една од рестриктивните мерки кои владата ги прифати викендов по барање на Комисијата за заразни болести. Сопствениците сметаат дека немало потреба од заострување на мерките. За нив зголемената бројка на заболени не е поради гостувањата на музичките бендови. Мислам дека новите мерки нема да придонесат многу за намалување на заразата, бидејќи мислам дека угостителските објекти не се извор на зараза. Тие објекти кај што се придржуваат кон протоколите не се извор на зараза. Мислам дека повеќе треба да поработат маркетиншки на подигање на совеста на граѓаните за носење на маска на отворени и затворени места, бидејќи извор на зараза може да бидат и самото чекање пред банка, самите собирање на младите во паркови, во поголеми групи. Така да мислам дека новите мерки во рестораните само ќе го намалат капацитетот на гости, а со тоа и самите примања на рестораните и со тоа ќе се намалат и бројот на вработени и со тоа ќе се отежни целата ситуација во која се и сега се наоѓаме. За ограничувањето на бучноста во локалите на 55 децибели велат дека е смешно. Намалување на музиката смешно, затоа што 55 децибели е сега во моментот кога разговараме јас и ти. Тоа е една од најголемите глупости што може да биде во законот за COVID-19. Мислам дека и самите музичари не допринесуваат многу за зголемување на заразата, бидејќи тие се бенд кај што се одвоени и си стојат настрана од самите гости. Тоа што децибелите на музиката се намалени, не го зголемува растојанието меѓу гостите. Намалувањето на децибелите на 55 децибели, тоа е еднакво на самото правење муабет меѓу луѓето. Значи, може и воопшто да нема музика, 55 децибели ќе се надминат. Откако беа регистрирани над 600 нови случаи на заболени од COVID-19 во изминативе 3 дена, Комисијата за заразни болести предложи заострени мерки. Статистиката покажува дека заболените од вирусот најмногу се од 20 до 40 години, а епидемиолошките анкети укажуваат дека причината е често непочитување на мерките за групирање или посетување на настани и забави, велат во реакцијата од Комисијата за заразни болести.